На интернет пред некое време читав една многу јака работа. Проститутка во Америка, може го читавте и вие, и испратила писмо на сопругата од клиентов. Го имат него читано? Значи, морам ова е нешто... Ова не се интерпретира, луѓе златни, не, ова е... Значи, проституткава една искрена... Може друго имат на јазикот, ама влакна не. Момент само ево вака. Значи морам ова, писмово, ево. Драга сопруго, не те познавам, но знам дека е можно сопругот да те изневери. Замисли писмо вако ти дојде. Здраво шо преш, извини, не се знаеме, машти се ебалат. Дали е то пристап, човече? Ако не добила женава инфаркт досега, продолжи понатаму. Значи, но знам дека е можно сопругот да те изневери со сексуална работничка. Ова го кажувам зашто јас го работам тоа. А не ми недостигаат клиенти. Мислиш дека твојот сопруг не е способен на такво нешто? Да те прашам, кога последен пат сте имале секс 3 пати неделно? Кога последен пат се пожалил тој на тоа? Не мислиш дека е можно наместо тоа проблемот да го оттргне од твоите раце и да го стави во моите раце, нозе, ваму, таму? Добро, има личности каде што проблемот е мал. Но има и такви со големи, црни проблеми. И јас како професионалка морам да се соочам со сето тоа. Добрата вест е дека ако твојот сопруг сака да се гледа со мене, значи дека сака да си го зачува бракот. Логично, така, бе повлекува кур. Значи доиш да ебаваш за да си верен. То ти е ко да храниш змеи со плин за жена диета. Логика? Тој се одлучува сопругот на возбуда на начин кој е најмалку комплициран. Замисли на моје место да беше некоја колешка, заедничка, пријателка или соседка. Јас сум професионалка, дискретна сум, но и многу конкретна. Моето време, внимание, сексуалност се мерат во часови после кои тој е само твој. Она што е најважно е дека јас не го сакам. Факт. Никогаш нема да го сакам твојот сопруг, тој ми е еднакво важен колку и келнерот што ме служи. Мислам, зашто ограничено, келнерот е многу битна работа. Особено после трета тура најбитна личност е на планетава. Не е бил важен. Јас никогаш нема да бидам закана за вашиот брак, нема да му се јавувам навечер, Од мене никогаш нема да дознаеш дали твојот сопруг бил со мене, ако тој ти каже или е многу глуп, или ти е многу љут. Глуп е дефинитивно. Што се однесува до она што најмногу те плаши, ослободи се, јас водам грижа за своето здравје исто колку и ти. Дури можам слободно да кажам дека кај мене оџачарот почесто идат. Знаеш она да прочисти. Катастрофа, господе. Јас сум тајната состојка на сите бракови, бидејќи кога е со мене, двајцата имате секс онолку колку што сакате. Ако го оставиш неговиот мобилен, можеби ќе стигнете до 50 годишнина од бракот. Кога ќе се смириш, ќе ми бидиш благодарна, човече, се зближија, она... А лалда и е женава, колку му се најде во бракот. Чудесија! Ке ја частам јас да сум после ова. И се замисли после писмово мажов идат дома, оп, настанале промени во куќава. Злато, што се деша, не? Ништо, се спремам да излегвам. Пајнци на сите страни, чорапи, гаќи низ куќава разврлено, знаеш, царува слободата во куќава. Злато, окей си? Да бе, знаеш, пред некој ден прочитав нешто. И си викам, знаеш дека многу сме конзервативни во браков?
Зашто не си дајме една слобода? Злато е така те сакам, зашто си во право, тоа е срце му. Не лигајме, излегвам, се збремив, не лигајме, излегвам. By the way, ти стигна писмо. Некое. Излегви джанава, му стигна писмо на мажот. Ево, документ си е, Значи, вели вака. Почитуван господине, јас сум водоинсталатерот. Не се познаваме, пошто кога ќе дојдам да ти ја сменам славината, ја прочистам цевката од Бигор. Тебе никојаш те немат. Секојаш тука е сопругата заглавена в кујна, она. Hello. Све е запушено, она, немат проток, немат циркулација, немат позитивна енергија, море брат, ме разбираш? Тоа ти е основа на секое домакинство. Колку поќе си ја одржаваш цевката, толку помалце ќе имат потреба јас да идам дома ти. А да знаеш дека јас најстручно си ја вршам работата. Никогаш вересија и никогаш за љубов и лепе очи. Мада сопругава твоја убај очи имат. И да знаеш дека јас сум професионалец, кој што реков, си користам професионални гумици. И алатот ми е со германски квалитет. Кога ќе работам, многу сум педантен, пазам. Не оставам траги зад мене. Така да шум сум ставил гумица, немој да мислиш дека нешто ќе протечи. Особено не во јавност. После мене може да не приметвиш, пошто не си редовно дома, ама во куќата отма имат подобра циркулација. До толку сум профи, брат, што само да влезам во куќата, одма влага ќе се појави. А да ти кажам искрено, не да се фалям, ама јас многу добро работам во влажни услови. Омилен дел од целокупната инсталација ми се колена. Ама сигурен сум дека то тебе не те интересират, особено не дома ти. Базенот и джакузито, брат, ти се калибрирани. Сега нема да имат голема потрошња. Мада, кој ќе си во джакузи при одредени пози, те дупи чиберот в плешти. Изгледа и плачкарот се занесол. Али тоа е мала работа, се санират. И да знаеш, кој што реков, нема мислиш дека ова го правам од љубов. Не, мојава работа се мери во сантиметри, цолој, кубици. Пошто ти не си тука, сопругава редовно ми го придрж виталатот. За работна рака не ги наплаќам. Би било глупо. Еден ден ќе ми бидиш благодарен зашто сум се погрижил за влагата во куќата. Со почит водоинсталатерот. И после ова што да речиш ти? Ништо. Биди среќен ако имат само екстра трошоци за службени патувања и за одржавање на инсталација. Да ти стигна туше по некое писмо, пример мачето. Добар ден, господине, почитуван. Ние сме од Анима Мунди. Крајно време е да го запишите мачето на англиски. Или од керка ти писмо. Добар ден, почитуван господине, јас сум професорот по физичко. Леле. Мирослава е многу талентирана. Чиста петка, за неја е мал збор. Да можам 69-ка би напишал. Ако продолжи да тренира, ќе се надмири себе си. И јас лично ќе сторам се за да ја пробијам. Со почит професорот по физичко. Или замисли од синов да дојд писмо. Хела, ние сме винажито.
Синти не можеше да ти го кажи това. Така да можеме да ти го кажеме единствено директно. Како што рековме, Синти немој да ти го кажи това, пошто е пичка. Еле фамилија, господе. Знаеш, тоа е то, таткото ги даде првите примери.